вестина или с телевизија, 21 штипски свадбари завршиле на инфективното оделение, откако биле гости на 3 различни свадби во еден угостителски објект. Утврдено е дека се затруени со храна која им била послужена на свадбите во ресторанот. Свадбари од 3 свадби организирани во ист штипски ресторант завршиле на инфектологија во Штипската клиничка болница. Со симптоми на труење, хоспитализирани се 16 лица, меѓу кои и едно дете. Неделата на инфективното оделение јавени се неколку души со симптоми на повраќање, пролеви, малаксаност, грчеви во стомакот. Истите се задржани во болницата. Наредните денови се исто така по 3-4 јавиле на инфективното оделение со истите симптоми. Во меѓувреме од Центарот за јавно здравје информира дека кај 13 пациенти анализите потврдиле салмонела, а во обработка се брисеви за уште 7 мина. Сепак информацијата за труење од салмонела доцна пристигнала до штипските епидемиолози. Иако првиот свадбар бил хоспитализиран уште во неделата, од болницата до Центарот за јавно здравје е испратен допис дури во среда. Веднаш по добиениот допис, епидемиолозите излегле на терен. Зелен мостри од работните површини, но дали во нив ќе се изолира бактеријата салмонела е тешко да се каже. Изјави во телефонски разговор директорката на Штипскиот центар Марија Димитрова. Од болницата пак негираат дека задоцниле со пријавата, туку пациентите доаѓале одделно. Се шпекулира дека бројот на затруени, кои во петокот, саботата и неделата биле на свадба е многу поголем, но голем дел од нив се лекувале сами или кај својот матичен лекар. Неофицијално, како еден од изворите на салмонела се посочува и кочанска фирма за приготување на храна, со која ресторантот имало склучено договор. Извлечено возило од браната Калиманци и нуркачи од специјалната единица на МВР 2 дена беа на терен. За среќа во потопеното возило немало никој. Специјална нуркачка екипа на МВР денеска околу Пладне извлече потопено возило од водите на Калиманци. Од вчера специјалните тимови со чамци го истражуваат теренот кој беше обезбеден од полициски службеници на СВР Штип. За среќа успешната интервенција ги отфрли сомнежите за било каков лош исход на операцијата, бидејќи возилото било празно. Понатамошната истрага на полицијата треба да утврди кој е сопственикот и како се нашло во обраната. Ке се истражува и дали аудито со швајцарски таблички е предмет на кражба по пријава за одземено возило во полицијата. Од полицијата повеќе детали околу случајот извлечено возило од Калиманци најавија за утре. Раководството на САС излезе со предлог за зголемување на платите на рударите. Преговорите меѓу раководството и представниците од синдикатот на МЕСО се во завршна фаза, информираат од САС. Почнувајќи од 1 март сите вработени во рудникот САС во Македонска каменица да добијат зголемување на платите за 5500 денари е предлогот на раководството на рудникот по преговорите со локалната синдикална организација на мултиетничкиот синдикат за образование. Раководството на САС информира и дека предлогот е дополнително платата на сите вработени да биде зголемена за 5% во 2019 и уште толку во 2020 година. Зголемувањето кое што ние го нудиме од 5500 денари сметаме дека е многу добра понуда, со која што нашите вработени просечно би заработувале повеќе од 40.000 денари месечно. Во доставениот предлог до синдикатот, раководството на САС најави дополнителни вложувања во осовременување на системот за организиран бесплатен превоз на вработените, како и во системот за исхрана. Иако со закон компанијата не е обврзана да нуди бесплатна исхрана и превоз за вработените, раководството на САС ќе предложи да го обезбедува тоа за сите вработени во компанијата, при што, како што велат, ќе вложат над 250.000 евра во реновирање на фабричката кујна и кантина и во подобрување на автобускиот превоз за вработените. Во соопштението на раководството на САС се вели дека со ваквите инвестиции, новите собственици компанијата Централ Азија Металс од Лондон ги исполнуваат дадените ветувања кон вработените, дадени при купувањето на рудникот во ноември минатата година. Според нивните сознанија, претходните собственици на рудникот
подолго време не направиле никакви напори за зголемување на платите на вработените и не вложувале во системите кои возможуваат подобри услови за вработените. Вчерашната еколошка катастрофа од хемиско загадување во реката Брегалница еколошките инспекцијски служби ја испитуваат денес, а кој загадувачот ќе се знае идната седмица. Секако ќе следуваат и парични казни за оние која предизвика еколошката катастрофа. Вчерашната еколошка катастрофа на река Брегалница, предизвикана од дефектот на каналот за отпадни води од поранешниот текстилен комбинат Македонка, предизвика паника кај граѓаните. Први за случајот алармираа рибарите од Спортското риболовно друштво Брегалница. Загрижени се за тоа што таму се бунарите за вода, а исто така се загрижени и за мрестењето на рибите. Околу 14 часот од бивша Македонка, од колекторот, се појави секакви бои, црвена, плава, црна, директно се вливат во реката Брегалница. Пример, риболовното друштво неколку пати, 6 години како концесионери реагиравме, ама никој не презима никакви мерки. Водата ни ја фарбат река Брегалница во сите бои. Најжалосно е што и од левата и од десната страна на реката Брегалница се бунарите кои пие цел штип. За жал, рибата го осеќа. Пример, ако се мресте долниот дел, се ноќеска мрестеше рибата, мислам дека ќе го прекине мрестот. Опасно за бунарите за вода нема, велат од јавното предпријатие ИСАРНО на терен. Денес излегоа и од надлежните институции, општинскиот еколошки инспектор заедно со државен еколошки инспектор. Состојбата се контролира, а резултатите ќе ги имаме наскоро. Вчера имаше процент, или ајде да кажеме еден мал опсек на хаварија која излегуваше од бетонираниот канал до река Брегалница. Потенцијално да се наведе кој субјект што како не можеме сега да кажеме, затоа што се зема одредени мерки, значи се зеде анализа, се чекаат резултати и се ставија на опсек некаде од 5 субјекти или 5 компании кои што се лоцирани токму во округот на така Македонка. Така да не можеме со право да потенцираме еден одреден субјект кој што е потенцијален загадувач. Моментот кога се настана хаваријата, често пати се меша одредени обојувања, така што имаме компании во ТК Македонка кои што имаат обојување од различни сфери на колоритот или виножитот. Сето тоа го разгледавме, сето значи беше појачено с помош на државна инспекција, државен инспектор Благо Игновски, кој дојде од пробишти, бевме на терен, земавме анализи, направевме одредени согледувања и сега со мали записници и решенија со захтевања се достави одредена слика на сето тоа кој каде испушта, за да добиеме опсек, точен податок за да имаме конкретно потенцијален проблем. Помор на риби нема, загадувањето е хемиско, но резултатите идната недела ќе посочат кој е виновникот за еколошката катастрофа. Еднаш за секојаш да се затвори овој проблем, затоа што не е прв пат река Брегалница да трпи такви проблеми. Значи, не, станува збор за хемиско загадување, не станува збор за органско. Значи да направиме разлика, кога велиме хемиско загадување, тоа обојување. Овде помор немаме, само имаме град опсек на слика. Ама кога станува збор за органско загадување, имаме БПК многу потрошен и помор на риба. Следуваат казни за оно што направил ваква катастрофа, а казните се од 6.000 евра па нагоре. Во Свиланово на новото спомен обележје денеска одбележана 113 годишнината од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев. Во местноста Свиланова на Осоговските планини денеска се одбележа 113 години од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев. Воедно со одбележувањето денеска и во употреба е пуштено новото спомен обележје кое се изгради во чест на Карев.
По тој повод на одбележувањето присуствуваа и членови на семејството, представници на општина Крушево, на владата и на општините Кочани и Чешиново Облешево. На овој ден, во 1905 година, борбата за слобода на Македонија изгуби еден голем човек. Но со таа смрт не престана да вирее духот на херојството и целите за кои Карев се залагаше. Да го одбележуваме овој ден, како уште една причина за борба која водиме и ден денес, а тоа беше борба за слобода, живот и соживот. Борбата за поубав живот продолжува, борбата за подобро образование, борбата за поубава Македонија, која ќе ги илустрира визиите на големите ликови од нашата историја. Новото спомен обележи во местноста Свиланово се изгради со средства од Бирото за рамномерен регионален развој и со кофинансирање од Кочани и Чешиново Облешево. Купната вредност на проектот е околу 5.600.000 денари. Сведоци сме дека преку реализација на овој проект, покрај тоа што се обезбеди достојно и заслужено спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев, се создаде и пристојно одмаралиште во прекрасниот Осоговски планински амбиент. Сега има партерно уредување, ледниковци, сончеви светилки, амфитеатрален дел. Реализиран е проект што бара одржливост и решавање на други очигледни инфраструктурни потреби. Се заради заживување на ова прекрасно планинско подрачје во кое царува мирот и слободата за кој се бореа Карев и неговата чета. На одбележувањето присуствуваше и Трајко Карев, внук на македонскиот револуционер Никола Карев, кој реагираше и побара од властите, зошто веќе во македонската химна не се пее името на Карев. Фамилијата Кареви се незадоволни од така речено химната на Македонија. Во химната порано се пееше Гоце Делчев Питу Гули, Карев Даме Сандански. Неколку години од химната е исфрлен Никола Карев, нашиот дедо. Сакаме да знаеме по која основа и дали заслуга е исфрлен, барам да ни одговори некој историчар од нашата држава. По повод 113 годишнината од загинувањето на Карев, делегациите положи и цвеќе на спомениците во Кочани, кај селото Тракање и во Свиланово, каде што и загинал. Отворена новата сезона за наводнување од хидросистемот Брегалница. Годинава ќе се наводнуваат околу 8700 хектари. Очекуваме успешна сезона за наводнување без проблеми, кажа министерот за земјоделство Николовски од Кочанско Мојанци. Вода до секоја посејана нива наводнителна сезона без проблеми, им вети министерот Николовски на земјоделците во Кочанско. Денеска во селото Мојанци официјално стартуваше новата наводнителна сезона. Се стремиме кон конкурентно производство. Навремениот старт се должи на преземените мерки за чистење и реконструкција на каналите од страна на акционерското друштво Водостопанство, кажа министерот Николовски. Издвоивме 11 милиони евра кои што се дел од програмата за рурален развој и кои што се наменети и за реконструкција, но израдба на капитални инвестиции во наводнувањето. Ако сакаме да имаме модерно и конкурентно и иновативно земјоделство кон кое што на долг рок се стремиме и веруваме во тоа, водоснабдувањето е основата на која што треба да се фокусираме. Годинава од хидросистемот Брегалница ќе се наводнуваат над 8000 хектари. 2018 година имаме зацртано по планот околу 8700 хектари за наводнување, од кои 3700 хектари со површени со ориз, а останатите 5000 хектари со други култури. Временските услови засега им одат во прилог на земјоделците. Акумулацијата Калиманци е полна. До сега се исчистени околу 170 километри отворени земјени и уште 250 километри отворени бетонски канали, потенцираше директорот на водостопанската поддружница Брегалница, според кој 95% од приоритетните делови на мрежата за наводнување се завршени. Тој истакна дека годинава ќе профункционира и левиот магистрален канал, кој е исчистен до селото Теранци, а веќе се прават напори вода да добијат и земјоделците од Борилчево. Македонска каменица денеска одбележува 17 години од загинувањето на Миле Јаневски Джингар, кој загина во 2001 година во засада кај Вејце.
Македонска каменица денеска одбележува 17 години од загинувањето на 8-миот македонски бранител кај Вејце, Миле Јаневски Джингар. Тој животот го загуби во заседа во 2001 година. По тој повод семејството, делегации на општината, неговите колеги од специјалната единица Волци и од првата механизирана пешадиска бригада положија и цвеќе на споменикот на македонскиот бранител. Денес сме тука да му оддадеме почит на нашиот херој Миле и на сите бранители, но и на нивните најблиски, зашто тагата треба да се сподели и во сите тешки моменти треба да чекориме заедно. Денес ќе испратиме порака дека жртвата и делото на сите оние кои што трагично ги положија животите во војниот конфликт во 2001 година никогаш нема да бидат заборавени. Гимназијата во Македонска каменица веќе 17 години го носи името на Миле Јаневски Джингар. Како училиште, ние сме горди што го носиме името на нашите граѓани, а тоа учениците го докажуваат преку нивните резултати на сите надпревари во државата и на тој начин не афирмираат како училиште и како град. Во гимназијата во Македонска каменица учат 160 средношколци. Денеска тие го одбележуваат патрониот празник, а творија и за херојот Джингар. На денешната седница на Советот штипските советници дадоа подршка за изградба на регионалната планска депонија, а исто така ги поддржа и проектните апликации на општина Штип за меѓугранична соработка од ИПА програмата. Советниците на општина Штип на денешната седница на Советот дадоа согласност за изградба на регионалната депонија. На седницата говореше и штипскиот градоначалник Благој Бочварски, кој истакна дека изградбата на регионалната депонија е значаен проект за регионот. Истата ќе чини 26 милиони евра, а депонијата треба да се изгради во регионот на Светиниколските села. Час поскоро ние треба да бидеме лидери, како што сме лидери во регионот по многу други прашања и затоа што сме регионален центар на Источна Македонија, да оваа одлука ја донесеме без никаква дилема и да продолжиме напред, да и дадеме пас на владата да бара средства за да се изгради час поскоро оваа депонија. Кога ќе ги имаме одлуките на сите совети од општините од двата региони, тогаш ќе може владата да пристапи и да бара средства до европските фондови за изградба на овој капитален објект за целиот источен и североисточен регион. На денешната седница на Советот на општина Штип исто така беа усвоени апликациите за општина Штип во врска со меѓународните проекти за соработка, а се однесуваат за набавка на противпожарно возило за гасење на шумски пожари и реконструкција на детската градинка Пчелка. Конска опрема за подготовка на храна, но и за нејзино послужување. Машина за миење на садови и фрижидер во вредност од 8.000 евра доби учениците од Средното државно училиште Искра во Штип. Донацијата е на швајцарска фондација Здрави и среќни деца. Швајцарската фондација Здрави и среќни деца денеска донираше конска опрема за учениците со посебни потреби во државното средно училиште Искра во Штип. Директорот Маријан Арсовски вели дека станува збор за донација вредна околу 8.000 евра. Како што спомнав пред малку, е во вредност од околу 8.000 евра и претежно се инвентар, апарати и машини за кујнска опрема, тоа е за во кујната и трпезаријата во државното средно училиште Искра Штип. Советникот за информирање во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Кристина Костова забележа дека станува збор за вредна донација од швајцарската фондација, а во тек се разговори за нова донација за истото училиште. Станува збор за реконструкција на кровот на училиштето. Таа би требало да изнесува некаде околу 55.000 евра. За тоа се преговара моментално и со представници на Министерството за образование, како што ние од локалната самоуправа сме информирани, и тоа би била една вистина суштински важна донација, заради тоа што ќе се однесува на реконструкција на кровот. При денешното врачување на донацијата присуствуваа и представници од фондацијата Здрави и среќни деца, меѓу кои Томас Локвал. Ова е прв наш проект со директорот на училиштето, а целта ни е да помогнеме на учениците и се надевам дека со опремата ќе се служат во наредните неколку години. Сакав да дојдам и да им ја предадеме донацијата на учениците, а не само и да им ја испратиме. Се надевам дека им помогнавме.
Инаку во државното средно училиште Искра се едуцираат, но и во интернатскиот дел се сместени ученици со посебни потреби од повеќе градови во земјава, а кои добиваат соодветно образование согласно наставните програми. Одиме на градскиот пазар во Штип да видиме какви беа цените на производите и колку граѓаните пазаруваа подготвувајќи се за славењето на празникот на трудот кој следува идната седмица. Пазарджиите со добра понуда цените не ги променија споредено со претходниот петок. Актуелни производите за овој период во годината. Телката се движи 20 денари од парче, патлиџанот е 80 денари, краставичката е 40 денари и пиперот втора класа е 70 денари. Компирот е 35 денари. Добра е потрошувачката. 20 денара зелка, 50 краставичка, 80 патлиџано. Ценица тие. Народот тера за 10 денара, 20 денара. Розов е бадлиџан на 80, црвениот 70, краставичката 40, пиперо, лутио, блакио по 100 денари. И граѓаните задоволни од изборот на градскиот пазар во Штип. Купуваат повеќе од вообичаено, бидејќи се подготвуваат и за празникот на трудот. Цените се стандардни. Ќе видиме како ќе биде. Сега само што улеваме и така да треба да биде. Нели гледаме луѓето се разонедени. Има ли избор? Па сега почнува. Сега почнува, до сега немаш. Сега што разгледа добро. Јас сум повеќе по цвеќињата. Цените се добри, прилично према стандардо. За патлиџано за това. Па зависи сега од луѓето и стандардо на кој какво е. Јас сум задоволен. Не знам, уште нешто да докупиме за празникот па ќе видиме. Здрава храна секогаш купуваат граѓаните, избор убав. Лукот чито е 10 денара од врзанка, помидор 3 за 20, броколот е 30 врзано или 2 за 50 може да дадеме, тиквата 15 денари од това, градот е 100 денари, бритвата 15 денари, ѓумбурот 200 денари, моркови нови још 60 денари, млатта, роквица 10 денари, пашкинатот зависи од големината, од 10 до 30 денари од парче, магдалосот 10 денари, и таму имаме цевер од 10 до 50. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. За крај информација од спортот. Фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од редовното 24-то коло, во кој тимот на Брегалница ќе гостува на Кожу во Гевгелија. Уште 4 кола останува да се одиграат во рамките на втората македонска фудбалска лига, во која тимот на Белашица ќе биде новиот прволигаш. Струмичани се први со 52 бода, пред второто срајна Борец кој има 44 и Брегалница која трета има 43 бода. И потребен е само уште еден бод за да и математички бидат прогласени за нови шампиони, а имајќи предвид дека нов противник ќе биде Тиквеш, скоро сигурно е дека таквата прогноза и ќе се оствари. Брегалница ќе има тешко гостување кај Кожув, а симптоматично е тоа што главен судеј ќе биде Игор Иванов од Велес, а тимот на Борец ќе биде домаќин на Плачковица. Еве ги комплетните двојки за ова 24-то коло. Борец Плачковица, победа во Ландово Осогово, Кожув Брегалница и Тиквеш Беласица. Слобода во ово коло ќе биде екипата на Каменица Саса. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 28 април со почеток во 16 часот. Младинките на одбојкарскиот клуб УГД Студент се пети во Македонија, а младинците на УГД Студент ќе настапат на завршниот Final Four турнир, што ќе се одржи во Скопје. Градот Пробиштип утре ќе биде домаќин на женското и машко одбојкарско финале во рамките на Купот на Македонија. Вистински одбојкарски празник се очекува во текот на утрешниот ден, кога во Пробиштип ќе се следат љубителите на одбојката од цела Македонија. Именно токму Пробиштип ќе биде домаќин, а одбојкарски клуб Веса ќе биде технички организатор на двата финални надпревари во рамките на одбојкарскиот клуб на Македонија. Најнапред во 14 часот во спортската сала Софија Петровска ќе се одржи машкото финале помеѓу екипите на Весна Пробиштип и на Струмица, а потоа во истата сала на сопоцеток во 17 часот ќе се одигра и женското финале помеѓу екипите на Куманово и на Универзитет Тетово. Во текот на оваа недела се играат и завршите турнири во младинска конкуренција.
Младинките на Угада Студент остварија 2 победи против Форца Волеј и Планет, што беше доволно само за освојување на 5-тото место во Македонија. Младинците пак на Угада Студент ќе настапат на завршниот Final Four турнир, што ќе се одржи во Скопје. Ждрепката сакаше во полуфиналето да се сретнат Угада Студент Струмица и Вардар Синалко. Со последните информации од спортот се одјавува на вестите на Ирис телевизија. Повеќе прочитајте на iris.mk. Пријатно!